Добар ден до сите. Денес имаме чест и задоволство да ја отвориме 3-дневната меѓународна стартап академија, која што практично се организира од страна на американско катче, Штип и Универзитетот Гоце Делчев, а во соработка и подршка од амбасадата на Соединетите Американски држави во нашата земја и ЦЕФЕ организацијата. Ова меѓународна стартап академија треба да им овозможи на студентите да слушнат нови концепти за предприемништво и иновации, нови концепти за бизнис, меѓутоа во исто време преку една интерактивна дискусија, дебата да презентираат своји бизнис идеи и тие бизнис идеи со подршка од менторите кои што се вклучени во рамки на оваа програма да може да ги трансферираат во реални бизниси. Ова секако е во целосна согласност со стратегијата и мисијата на Универзитетот Гоце Делчев во контекст на интернационализацијата, бидејќи станува збор за меѓународна стартап академија во која што учествуваат студенти и средношколци од Македонија, меѓутоа и од Бугарија, но многу повеќе во насока на напорите на Универзитетот Гоце Делчев да изгради еден екосистем, една платформа во која што студентите нема само да стекнуваат модерни академски знања и вештини кои што ќе бидат во насока на полесно вработување после нивното дипломирање на пазарот на трудот, меѓутоа многу повеќе ќе ги подготвиме нашите студенти да бидат идни бизнис лидери, да бидат успешни предприемачи и да бидат способни да креираат работни места и да основат стартап компании. Во таа насока би сакал само чисто да ја информирам јавноста дека универзитетот веќе работи, многу скоро денес ќе ја промовира и универзитетската стартап академија, односно универзитетскиот стартап центар во кој што младите ќе имаат доминантно место и преку современи модели и концепти ќе можат да ги практицираат своите знања и вештини, меѓутоа и да ги трансформираат своите бизнис идеи во реални стартап компании. На тој начин мислиме дека можеме да придонесеме кон нашето општество, меѓутоа и да трансформираме нашата економија. Младите имаат идеи, меѓутоа сето тоа треба да се финансиски поддржи. Дали општеството, институциите им дават некаква поддршка на младите во тој дел? Има неколку програми кои што во моментот се активни и преку Агенцијата за вработување, кои што поддржуваат формирање на стартап компанија од страна на млади лица до 29 години. Меѓутоа ние градиме еден поширок екосистем. Знаете дека неодамна ја почнавме иницијативата за формирање на иновацијски центар во Штип во соработка со општина Штип и Стопанската комора на Македонија, и тие квалитетни бизнис идеи ќе бидат презентирани пред потенцијални инвеститори. Секако сите студенти кои што имаат вредни идеи ќе добијат пристап до финансирање на своите бизнис идеи и отворање на стартап компанија. Тука треба да ја потенцираме иницијативата на новата Агенција за иновации и технолошки развој и предприемништво и нова, кој што исто така најавува одредени програми кои што ќе бидат насочени кон младите луѓе. Она што е целта на универзитетот е да ги подготви студентите, да ги трансферира нивните знања во конкретни бизнис идеи и понатаму да ги помогне да најдат соодветни механизми, инструменти преку соодветни финансирања да ги отворат тие компании и да ги реализираат своите бизнис идеи. Многу само местата ги размери. Да. Благој Трајков, координатор на американското катче во Штип. Значи, како што каже проректорот професор доктор Дарко Лазаров, денес официјално ја отвараме 3-дневната интензивна стартап академија за млади од Македонија, од Бугарија. Академијата ќе обединува вкупно околу 50 на млади кои што во овие 3 дена ќе работат на развој на бизнис идеи, на еволуација на бизнис идеите и настигнување на вештини за презентирање на тие бизнис идеи пред стручна жири комисија. Покрај тоа, главната цел, покрај стекнување на овие предприемачки вештини е младите да се здружат помеѓу себе, да се создаде една атмосфера на соработка, на размена на идеи и на прекугранична соработка, која што ќе придонесе до надминување на тие стереотипи доколку постојат некакви. Се надеваме дека младите ќе си поминат одлично во овие 3 дена, дека ќе се стекнат со нови знања, нови вештини, но пред се ќе создадат нови пријателства кои што ќе продолжат да траат и понатаму. Всушност ова е второто издание кое што го организираме на Hype Startup Академијата. Првото издание го организиравме минатата година во септември, но беше од национален карактер, така да ова е првото кое што е
од интернационален карактер. Се надеваме дека ќе продолжиме со соработката со УГД и дека ќе растеме и како настани и како соработка. Во кој начин, во која форма ќе ја аплицира, односно ќе ја дава поддршката американското катче? Американското катче е главен организатор на самата Hype Академија, со тоа што ние ја ги обезбедуваме провайдерите на самата програма на обуката. Значи главна организација која што ќе ја спроведува обуката е ЦФ Македонија, кој што преку интензивни и практични бизнис вештини ќе ги учат младите да стекнуваат нови вештини од делот на бизнисот. Дали тоа обезбедува стручен тим или слично? Да, тие самите ќе обезбедат стручен тим на тренери, а дел од тренерите се всушност и професори од УГД кои што и самите се сертифицирани ЦФ тренери, така да некако се поклопи целата организација на настанот. Ала? Повели. Български, английски. Български преведеме. Име и презиме. Така. Здравейте, казвам се Владислав Колев. Много ми е приятно да съм тук в Щип. Чувстваме се изключително добре приети. Благодаря за гостоприемството. Радвам се да бъда част от тази програма, да се запозная с нови хора. Бих искал да дам всичко от себе си, ако се налага да вършим реална някаква работа. И съм тук да добия нови знания и да се запозная с хора, пък и да видя малко път. Да, каква идеја ќе презентирате пред стручните експерти на оваа академија? Која е вашата идеја? Ами за идея все още не сме мислили особено много, аз съм тук главно заради приятели, така че горе-долу по тях ще се водя. Ще го измислим все нещо, радвам се да работя заедно с тях, обичам просто да брейнстормвам неща. Това ми е. Аз нямам особено голяма насока в момента. Средношколец или си студент? Не съм студент, средношколец, 12 клас, точно преди студент. Имате ли соработка еве со младите од тук? Come again? Работувате ли со млади Млади од Македонија Да, бих искал да си сътруднича с децата от Македония. Не познавам никой от тук, но винаги се радвам да се запознавам с нови млади умове, които предполагаемо са тук и те да се забавляват, докато се опитват да мислят някакви нови неща и да се учат. Каде се? Ова много само От Благоевград съм аз. од Македонија? Само понапред, извини. Име и презиме? Јас сум Мања Ситновска и сум ученичка во средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. И многу сум среќна што сум дел од овој надпревар пред се за бизнес идеја. И овде се пријавив и сум среќна што сум изберена во мојот тим, бидејќи овде можеме да стекнеме многу нови знаења за тоа како да основаме свој бизнес и како да развиеме нашата бизнес идеја. Овде исто така стекнуваме многу нови пријателства и среќна сум што е интернационално, бидејќи разменуваме различни искуства и мислам дека навистина е потребно да се е добро искуство целиот овој процес. И се надевам дека нашата бизнес идеја ќе биде успешна, дека успешно ќе ја развиеме, бидејќи ние имаме некои замисли, но ова ќе ни биде помош за да можеме да надоградиме и така. Каква е таа бизнес идеја која што веќе имате формирана, односно замислена? Па немаме точно формирано бизнес идеја, секој ќе ја презентираме овде на надпреварот. Па размислуваме на некои работи што можат да помогнат на општеството, еколошко нешто да биде, што ќе можат луѓето да го користат некој производ што на вистина ќе може да придонесе на пазарот во Македонија, кај нас нешто што го нема, иновативно и така. Каде се гледате еве после вашето средно образование, дали може би универзитетот во Цветелчев е приоритет за вас? Па јас лично сум во смерот дигитален маркетинг и сакам да продолжам да се занимавам со тоа во иднина после средно образование. Да исто така ако ова идеја овде ни е успешна, да продолжиме со неа и да работиме како тим и со маркетинг заедно тоа се е поврзано и тоа да го продолжам, да го работам и така.